Драги наши гледачи, залюбеници во кулинарството, домаќини, домаќинки, готвачи, готвачки, добре дојдовте. Вие сте на вистинската фреквенција, почува 180 степени на телевизија Телма. Јас сум Филип Чаловски, ова е кулинарското училиште и денеска со мене нови 5 мина надпреварувачи. Ја започнеме оваа емисија со една интересна информација. Порано во Франција, дали знаете дека како кај нас што имало бозаджии, французите продавале бујон или супа на чаша. Една идеја вака од емисијава да произлезе, значи не е захтевен као концепт, може еден човек да го хендла, да го работи, бујон на чаша. Прекрасна работа, еве као што ја во моментов малку настинат се пијам од вашиот претходен бујон и накратко да ви објаснам, правилата остануваат исти. Имаме специјален гостин, ќе навлеземе во науката за кулинарството, влегувате во една интересна фаза на која што сите и се надевавте и сите ја очекувавте. Така, ќе почнеме да готвиме веќе сериозни порции, ќе почнеме да готвиме сериозни комбинации со ваши компоненти, одбрани, така натаму. Сакаме да видиме техника. Па би се завршал на некој сос. Сосо е баш така. Сакам не дека нешто применувам или го користам како вижбање, ама сакам сос. Сос со нешто. Дали место, дали паста некоја. Околу правилата се бориме за $1.000.000. Голема благодарност до Мак Петрол што ни овозможи таква една, да кажам, сериозна награда и да ги поздравиме Витаминка, секој ден со нас Рамстор, Халк банка, може да ќе ви помогне да го отворите вашиот бујон, вашата бујон продавница. Тука се Камник, Братство, да не ги заборавам, Президент и Перутнина се погрижи да имате вакво Перутнина Натур премиум пиле, кое што е единствено на пазарот со метод на воздушно ладење, тоа го прави едноставно супериорни по вкус и по текстура, и пиле кое што е без антибиотици, докажано едно од супериорен квалитет, најдобро на нашиот пазар, едно од најдобрите, секако. Денеска дојдов со добро пречувство некако. Позитивно чувство, позитивни чувства, некако сум растеретена за разлика од минатиот пат и мислам дека ќе биде добра оваа емисија. Да не должам многу, 35 минути ќе имате за подготовка на пилешкото, бараме подготовка и на сос и на гарнири. Значи веќе сакаме да се покажете у најдоброто светло. Лиде, дали сме спремни? Спремни сме. Сигурно, Александар? Да. Добивте добри насоки, Ана? Златко ви објасни, Сара, како се обескостува пиле. Добро ми изгледате сите. Тогаш да ги најавам судиите и почуваме за кратко. И како што ви најавив, денеска со нас во училиштето е не само судија и член на жирито, туку и експерт на кој што секогаш се повикуваме кога ни е потребна науката. Сакам да кажам дека тоа е личноста која ни ги одгатнува сите наши дилеми околу науката позади готвењето. Вемуваме голем аплауз за Руфија Идризовска. Магистар по хемиски науки и човек што целото свое знаење денеска ќе го фокусира во науката позади готвењето и се што ви интересира во вашите процеси. Бидејќи од сега па натаму почуваме сериозно и мора видите подковани и спремни. Златко Таневски. Не знам колку знаете за него, сме поминали сито и решето. Сега. Денеска е посебен момент, бидејќи готвите на негов терен. Внимавајте, пилешко с ориз му е нешто свето. Така да, еден аплауз за Злате, ве молам. Ако сме спремни да почнеме. Надпреварувачи, дали сте спремни за мала демонстрација околу расекувањето на пилешкото? Јас ќе ви покажам накратко како ние го спремаме, кои делови за што ни служат. Почнуваме со цело пилешко. Тука ги имаме 2 крилца, градите, копан со надкопан и во внатрешниот дел имаме делот со изнутрици. Најчесто почнуваме со копан и надкопан, отстрануваме од крај, бараме со помош на раце каде се зглобовите, таму најлесно ќе ни помине ножот. Тука ги одделив копан со надкопан, ова најчесто ние го користиме со метода конфи, готвење во длабока маснотија. Ова може за македонска наша традиционална тава ориз, дело за пржење,
крилцата оставам на вас. Делот што ќе ни треба денес за конзумација е пилешките гради. Овој дел, пилешките гради, заедно со остаток од крилцето, кај нас се попознати како дел суприм. Најдобро користено е кога моментално го вадиме од коска, затоа и денес добивате сите цело пиле, кожата, која што ќе ни помогне да имаме подобар вкус, повеќе маснотија, и уште еден доста битен дел, тоа ни е каркасот или остатокот од пилешкото, тоест коските. Ова денес ќе ни биде најбитно за добра супа. Со овој каркас плюс зеленчук, доволно време за варење, добиваме одлична супа која подоцна ќе искористиме за уште подобар сос. Така е, значи секогаш купувате цело пиле. Имате минимум 7 до 10 комбинации на оброк. Имаме одлична супа, имаме крилца, можеме да направиме од батакот на милион начини, стекот го имаме на милион начини и така натаму. Значи цело пиле ви дава една можност, една широка палета на избор, али пред се што е најважно, што имате супата. Понатамо таа супа се развиваат сите сосеви низ кои што ќе поминеме во следниот циклус. Дали сме спремни? Злате, ти благодарам за супер презентацијата. Почуваме. Да бидам искрен со вас комплетно. Би бил пресреќен да сум на ваше место. Ја имате науката на располагање, ги имате советите од Златко, имате премиум производи секогаш во вашите раце. Очекуваме сериозна почит, како ќе го третирате пилето, добивте насоки, очекуваме сериозни креации, 35 минути, столе, пали! Тука е за собирно место за коски, како што имаме нели она за рециклирање батерии, овде ги собираме коските, па и батаците денеска не ви се потребни у некоја следна емисија и на батакот, ќе му посветиме време. Прво да видиме како ќе сготвите бело месо, кое што е реално да кажеме, деликатно, бидејќи е најсуво. Препорачувам искрено да задржите кожата, ви објасни и Руфија, маснотија ни е потребна, заштита, така натаму. Можеш, више, ако мислиш дека имаш време, Александар, можеш, полесно ќе се... Али не мораш, не губи време, фокусирај се на твојот стање. Не знам, од дома мислам дека имав пречество дека ќе се готви нешто со месо, така што се надевам дека пречеството ми е точно. Денеска доаѓам со супер пречувство дека супер ќе сготвам. Така добро сум расположена. Убав денот. Очекувам дека ќе го прифатам секој предизвик. Што би им кажала уште некој совет вака од твој аспект, каде можат да погрешат? Може да погрешат, например, доколку го зема да го припремат пилешкото, но не на страната на кожата, туку од обратната страна, на почеток. Тоа е многу битен чекор, прво на кожата. Се она значено да се испушти во самата средина, а потоа да се абсорбира внатре. Да бидам искрен, во последно време, тоа зборам за последниве година две, омилен начин на подготовка на пилешки гради со кожа ми е сличен како што подготувам паткини гради, со тоа што патката има многу повеќе маснотија, посебно тие совените патки, и почувам со ладна тава, стекот на ладна тава и го загревам постепено, и он постепено ја испушта маснотијата од кожата и фактички на крај, посебно па можда 7 до 10 минути, стекот добил мајлар реакција во својата собствена маснотија. А тоа нема нешто што може да го надмине тој вкус. Можам да замислам во И искрено ти кажам, некако ми стана навика, сите работи ги готвам само на страната на кожата. Еви, кога готвиме и лосос, и не знам, било кој риби, бранцин, само на страната на кожата. Што видам опекотина на страната на месото, на толку нежен протеин, некако одма ме асоцира на суво, знаеш, ме асоцира на така да, опа, веќе ни се напуни тенџерето за бујон. Да го искористиме тоа масото. Добро, касапење сите имате. Сега,
Исто битно, дали би го извадиле инер филето или не? Не. Јас Добро, јас би го извадил, бидејќи рамномерно ќе добиете подлога во висина и стекот ќе ви биде секаде рамномерно испечен. Така да ја би направил еден мал засек, инер филето би го извадил. Дејан секогаш соли од озгора во форма на дожд, така навикни се 3 прста и нека врне. Друго што би те прашал, Руфија, видовме грешки доста во минатите 2 епизоди кај сосот. Ја мислам највише беше ради неконтролирана топлина. Температура, да. На баш едно така. згрчување на брашното, Наеднаш згрчување на брашното, скробот, веднаш се желатинизира, веднаш се ствртнува само толкова, нема време навнатре да навлезе таа температура да површинска. го имплодира она што се викаме, за да добиеме згуснување и да се дисперзира во самата течност. Така да контролирајте температурата, готвењето е температура и време. Се врти околу температурата. Се врти, да, така е. Многу е битно. Много цењам. Знам дека индукциите се малце незгодни, знаат да скокнат од да речеме слаба температура на многу силна. Баш се моќни овие индукции се да кажем професионална употреба и се моќни, го разбирам тоа, али мислам дека веќе ова е 20-та епизода како што снимаме листите и очекувам веќе на преварачите да се чувствуваат као дома, на своите домашни спорети. Денеска доколку би требало да изберам што да сготвам, би направила нешто од моите секојдневни брзински практични рутини. Доколку имам 1 сат на располагање, би печела некое пиле со портокал. Александра, што е планот со грашокот? Со гарнирот. Со гарнирот. Дел од гарнирот. Дел од гарнирот, ама на крај ќе оставам за да не ометне премногу. Пошто на морковот реално има брокула би треба малку повеќе. Да имаме ориз. Мерката за ориз? Затоа ова не е можеме да спремно, може повеќам? да оди, да, може да оди на готвење. Количката оди да одмара. Дали би го готвели стекот на пареа, можеби? Доколку се работи за некоја диета, за специјална диета, да кажем, имаме исхрана и за болен човек, кај што не се бара мастотија, во тој случај да. Меѓутоа, ако бараме вкус, секогаш супериорен метод е запражување. После тоа може да користите и печење во печка да се доврши, па може да користите и комбиниран метод да покриете, па малку и парејата ќе заврши својата работа. Едно кратко пашање. Таму сме тројца. Добро. Јас ќе изедам 2 моркови, тоест 1 морковче. Добро. Не истам сите. Сега много време може, ама не истам. Губиш време, топлина, енергија, морков. Истото важи за вркулата. Веќе треба стекот да го окремаме. За неколку минути ќе треба почне, да. Имате време, не мора да се. Петдесет минути си. Цел грашок го зимаме? не, ми третин. Таму е. Кај е грашокот? Таму е во Може? тако. Може да слободно.
Браво, Стешо. Премногу се, само нешто. Нема и Не се бржи кога што сака. сигурно сака мала карамелизација. Да. Се надевам веќе досеен ќе бидам во секоја емисија месо, се надевам дека ќе биде нешто со месо, квалитетно месо. Тоа не се секирате, само да топлина ќе се постигне. Штом ќе видите златна боја, тоа значи дека веќе се на добар пат. Треба да не погодам тавата сега, уточна. Ќе забележите по маслото, дека ќе се подобра. Тавата ти е за? За пилешко. Да мислиш дека е загрејано премногу? Да, затоа сега ја намалив за малку да го стигнам, ама уште Сега треба да го мислите дека малку да го Сега знаете што треба. за да го ставам. Да се Биде ставам. така е. Премногу маснотија за Ништо ќе го почекам. Прво хартија, да исуши кожата за да остане супер крцкава и после на малку масло. Бидејќи немаме многу време. Маслото помага да се распореди температурата во тавата која што ќе го пржите. Инаку ако ставите без масло, самата кожа после некој време ќе пушти маслотија, меѓутоа тоа мора да оди од ладна тава, бидејќи одма ако ставите врело ќе формира една мембрана и нема да испушти толку масло. Ево чисто и од пример. Чист пример е, значи, кој? Стара. Фондот, што ќе остане во тавата после пржењето, е нешто драгоцено, никако не го фрлајте, деглазирайте со некоја течност, па може да збојот, може и некој алкохол, имаме и бело вино, имаме и жестоки алкохоли, користете алкохол во готвењето. На патот до тука зборев со мајка ми. Не знам, не размислав за јадење, зборевме на општи теми. Некако покрај снимањата поретко се гледаме, постално зборуваме на телефон. Дали сите ги сменивте даските на кои што сечевте пилешко? Добро е. А бе, гревната не е пуштена. Таа е врева, нели? Да. Да пржете го времето. Да, тоа и 50. Пржење во тава, маслотија до пола, супер техника, као бечка шницла. Со тоа што бечка шницла ја пржат во пречистен путер и тоа на две температури ја пржат за да не загори, а да биде супер. Прочистуваат путер, австриците, и едниот путер е на, прво е на јако, за да пати убава кора презлата, панавата, првиот е 180, негде 170, и после го префрлуваат во 150, за да се допржи елегантно, натреба биде сочно, а да не загори, да не биде презлато на темно кафеава или на кај црна више никако. Така да внимавај ти на температурата на врти. Так. Имате термометар, користете. Опа! Кај е термометар? Маслото се распаѓа над 250, некаде се распаѓа веќе. А исто така, долго време, ако е на високи температури, маслото мора да се смени. Тоа зборевме во претходната епизода. Со Руфија веќе има и апарати кои што одредуваат степенот на распаднатост на маслото. Покажа Дејан више техники, покажа, тоа ми свиѓа. Имаш Не бе, душа, не. термометар, безбедна температура е 74, меѓутоа има една температура што се вика инерција, која што продолжува со готвење откако ќе го извадиш ти од тава. Така да сигурно таа оди 2 до 3 степени над. Значи можеш и на 77 да го извадиш, тоа ќе отиде до 74, битно да помине 15 секунди. За бактериолошки да се Дали можеме да користиме истата тава за сосот што која што се распределя пилешкото или? А зошто тој тањер не ти е мал? Тоа е десертен тањер или за предјадење. Доаѓајќи наваму, бев срекна што ќе дојдам на нова снимање, на нов предизвик за готвење. Трема нема, внесена во готвењето, убаво чувство, тука во кујна, бидејќи во кујна,
се пронаоѓам. Кога разговаравме за киселоста, ги текна дека јас во секое хована, да речам, пилешко, додавам малку лимонов сок. Така ми е попуснато и научно докажано дека пеха од 4,5 од лимонов сок е нешто највкусно. А мислам дека многу добро оди со поховано. Да. Дали се Јас, согласувате? да ти вие? кажам, Руфија, најомилен производ, суровина, како сакаш кажи го. Во готвењето ми е лимонот. Неколку капки лимон на се, ама буквално на се, одма го будати вкусот и во еден светски ресторан, конкретно за Америка се работи, главниот готвач не ги пробува составите веќе, бидејќи комплетно верува дека зачините се има стандардизација на сите рецептури, знаеш, едноставно се следи тоа се. Меѓутоа само со пеха метар и ми ја проверува пехата на сосот. И според нив 4,2 е идеална пеха која што ние, нашиот дигестивен систем ја разпознава како вкусно. И он само вика со пеха метар вика боткам во сосот. Деки Тоа е готови со термометар да 4,2 би го земал. аплауз. Во најдебелиот дел ќе го боткаш секојаш, да дојдеш до 77. Сега, што викаме она, користија топлината, така? Да. Многу побрзо ќе дојдеш до 77. И сега да го темам. Ајде. А во исто време и сочноста ќе ја задржи паријата внатре и аромите ќе останат, нема да Да. исчезнат А да не го вртам. испарувањето. Така. Нека се крчка. Гледајте, значи таа румена боја бова. Тука си, слушај малку, таман си на време. Водите сметка за чиниите. Внимавајте термометарот, го ставате кај што имате живо месо и после го ставате на ова. Внимавајте, ве молам, на хигиената, на безбедноста. Здравото ова се треба да се дезинфекцира, злате дај малку алкохол. Не знаете колку сериозна бактерија е салмонела, додека не се отрујете од истата. Јас знам. Мислам, имаше керка ми. Су медицински. Во одредени случаеви, не дај Боже, може се да се случи. Да. Ради тоа дезинфекција, сегде кај што се допреле сирово месо, дезинфекција, ве молам. Алкохол барем. Така е. Видете, јас влегов во ова шоу чисто задоволство и не погрешив, затоа што е прекрасно. Прекрасно искуство за секого, секој би сакал да го, што го интересира готвење, да може ова да го види овдека. Немам страф од конкуренција, искрено не. Секој со своја среќа и секој со своји амбиции. Дојдов да учествувам и да стигнам што подалеку. Ставам. Не сакаме каша, сакаме сос. Браво. Крајот го краси делото. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Стоп.
Стоп. Очекував по-добар звук. Судиска тројка, предлагам да наздравиме за успешно завршен предизвик, да го пробаме тоа пино гриџо на камник, кој што мислам дека идеално ќе се спари со пилешкото месо што ни го подготвија учесниците. Еве прво да испочитуваме, се извинувам. Така. Луфија, ти благодарим уште еднаш за учеството. Даде голем придонес не само на оваа емисија, него и воопшто. Треба секогаш, според мене, кулинарството да го негуваме како една наука, како научна дисциплина, не како само следење на рецепти, готвење, без да се знае позадината на тоа. На здравје. Се, јас сум тука и това ќе го... На здравје. На здравје. Да ги повикаме Дејан, Сара и Лидија. Ајде, ќе почнеме со Лидија. Повели, Лидија. Повелата. Овој пат решив да има, бев критикувана за големите порции. Овој пат решив да помал прилог да биде. Дали беше основана таа критика? Основана беше, апсолутно, да. Ти благодарам. Така, се коригирав. Сега, пилешкиот стех го динстав со кожа, направив рестован морков, компир и грашок и направив рестован кромит, печурки, лукче со малку вино и кари. Тоа е прилогот. И сосот денешен. Ти благодариме, ќе пробаме. Прв пат во живот правам шега на страна, прв пат во живот правам сос велута, прв пат во живот и дознавам што е тоа. И тука има една многу добра екипа и баш онака едукативна емисија. И така научив некои работи. Стекот прв пат го правам на овој начин. Излезе превкусен. Сосот исто така излезе одличен, прилогот си го смислив сама и ја мислам имам причина за да бидам задоволна. Следно Сара, повели, представи ни го оброкот. Јас денес за вас приготвив стек, кој што прво го пржев на страната на кожата, а потоа го печев. Внимавав на температурата, безбедно за јадење, ветувам. И прилогот на страна е пире од грашок и динстан зеленчук со малку соја сос. Се надевам дека ќе ви се допаде. Фала. Претходните, мислам, освен претходниот пат, другите пати цело време бев критикувана за моето сервирање, па затоа денес како прво нешто што го замислив беше како ќе сервирам и што ќе направам. Целата идеја ми беше мислам, освен што пире од грашок стварно обожавам, е нешто што стално го јадам. Знаев дека може ќе се истакне заради самата боја, затоа што секојаш е интересно кога начиниот има некаква боја. Има во план да има и брокола, но сметам дека не излезе доволно репрезентативно за да може да прикажам на судиите. Дејан, повели. Јас изобјав пилешка, опршена во масло. Морковот. Морковот си бив нешто како за зирење и ја не знам. Кога сме мислам дека е доволно да тоа фанеш и тоа ми утра на полата, то маца и сок, а сосот се голема песна. Ти фалеш малку боја. Малце, уш, да. Едно прашање, дали сега ќе постигнеш крцкава кора на пилешко? Да, Кожа. Кожата, да. Тогаш никогаш нема да го сервираш на страната на кожата. Доколку сакаш да остане крцкава, секогаш мора
воздух да ја како да кажеме да ја засушува, да циркулира околу неа за да не ти стане да речеме лигава. Ајде, тоа би бил зборот. Така да погрешно ти беше што беше сервирано на страна на кожата, а сакаш да ни ја доловиш као крцкава. Генерално мислам дека окей си извадил нешто скромно, ама достоинствено. Ете така ќе окрстам. Да. Мислам дека имаш повеќе капацитет, али добро ќе пробаме, вкусот ќе каже се на крај на денот и благодариме. Па највише се запетлав, мислам дека околу бујона. Таму беше не сум готвил брашно, путер, немам некој осет со како да го наречам тоа. Како што рече претпоставениот да лажица да покрие. Свано ми беше нејасно, ама од друга страна месото, припремата и околу гарнирот, што би рекол, па би рекол дека сум горе-доле задоволен. Може боле стално, али Ајде да видиме, јас се пробам од лидеве. Прво ме интересирало само запржен стек. Да и сенф ставив малце. И сенф ќе имам добро. И кари и сенф оди добро со пилешко. Вкусовите си ги погодила, стеков ти е супер испржен. Се гледа по самиот значи пресек. Гледате каков има И малце путерчест. пресек кој што не е како згужвана коса. Чекаме голем залат. Видимо на Сара исто пресекот на стекота. Морковите не се сготвени. Морковот кој е сготвен, реално не треба да има отпор. Не сакаме да има отпор кога се сече. Освен во некои други техники, например стир фрај, сакаме малку крткавост. Меѓутоа кој е вака исечен, се може уште малку морковот, стекот е одличен. На здравје. Има моменти кога и уживаме во работа, ова е еден од тие. Почнуваме да личиме на сериозен ресторан. Некоја добра музика ако пуштиме, тоа е тоа. Симфонија на баланс, предобро сготвено, све. Тежок предизвик ќе биде за Тежок. одлука. Ја би рекол ту пијаме најслаб сос. Едјан. Извини, ама стековите сте сите низ пиранка. Сите сте перфектни. Сте ги уденале, баш у точка на кај што е пилешкото идеално сготвено, тогаш сте го извадили. Браво. Ја би рекол да ми станува и морковот и ради ова. Сега ми се допаѓа грашок од сезонски, што го одбрала, добар е сосот. Денес поминав одлично, иако имав многу голема трема за разлика од другите епизоди. Мислам дека уште кога дојдов и видов дека е пилешко, цело пилешко, тоа ми е една од омилените работи да ги правам. Еднаш убедив мајка ми да ми купи 5 кокошки и да ги сечам, чисто за да научам како е, затоа што ми беше интересно. Помислам дека баш заради тоа што знаев, што е нешто што ми е познато како се прави, дека уште поголема трема. Предходните епизоди некако имавме малку помала контрола на што ќе се готви, што прилази ќе бидат и слично, па малку ми беше помал притисокот врз самата себе. А денес баш заради тоа што беше нешто што сакам да го правам, мислам дека ми направи малку поголема тензија од што требаше. За разлика од минатите пати, кога бев малце
кога бев опоменувана со право дека правам прилично големи порции, сега мислам дека беше избалансирано. Значи главната состојка што беше стекот со гарнирот и дека беше баш онака ресторански послужено. Епа, продолжуваме. Се надевам се посериозно. Александар и Ана. Ајде, Ана, повели. Добро. Доста работи на тањерот, да чуеме. Пилешкиот стек го поховав. Брокулата и морковот се малку проварени и пропржени на путер. Исто и печурките се пропржени на путер. Оризот е динстан во сооднос, на кој што јас практикувам да си го направам. Дали си задоволна од оризот? Јас сум задоволна. Превкусно ми е и сосот предобро испадна. Во однос дали е преварен, неварен, варен? Таман. Толку лесно го исчистив и пилето, толку лесно ги извадив копаните, одма ми се одвои стекот од коската, се беше, дури пред време се ми беше некако спремено, така, нема потешкотија, во суштина. Задоволна, јас сум презадоволна. Александар? Стек правен во тава со полевање цело време со путер. Во него додав малку власец пропржен. После тоа глазираноста на тавата искористив со црвен кромит го запржив во тавата. И гарнирано со брокула и морков на пареа праени и запржени со путер и малку глазирани со сок од портокал. Добро. И сосот нормално. Од сосот задоволен? Не скроз до крај, меѓутоа мислам дека е добро. Мислам. Денеска стварно многу информации, значи готвевме пилешко, односно обескостувавме кокошка, прво ја го вадевме чисто месото, конкретно готвевме стек, правевме сос, кој што прв пат го правам, искрено, и пилешко на овој начин имам подготвувано еднаш, затоа што дома не го готвиме вака, и беше доста интересно и едукативно. Доста работи научив, буквално имаше што да се научи. Не, пробам. Оризот не е добар и пали киселост малце. Другото е добро. Самиот ориз, мислам дека што го користела некој чудно зрно. Меѓутоа Или не било водата распредадена на почеток. Не било, него температурата. надворешно е варен, надре се уште има крскавост. Ами лозата не е готвена, а не е измиен, зашто запилав, сега треба се изми кашевска баш поради она што им го кажа со скровот.
Зошто Ана одлучи да го панира стекот? Така ми е вкусно. Да, меѓутоа морате да знаете дека техника на похување, панирање, како сакате кажете, е инфериорна во однос на нешто кое што би се сготвило со сотирање или запекување или како сакате, или грилирање. Значи, техниката на панирање, поховано, секојаш ќе остане инфериорна. Тоа е нешто што одма асоцира на ресторани за брза храна, самиот процес не е толку здрав, не е толку препорачлив, често се конзумира и кога имаш во раце такво парче месо, како што се овие пилиња на перутнина, последно нешто што би сакала да направиш е да го испохуваш, иако нема биде тоа лошо. Ме разбираш и што сакам да ти кажа. Значи, тоа ти исто како да земеме бифтек или да земеме некој рибај од ангус говедо и да направиме шницлот. Него да испохуваме, едноставно похувањето сокрива ароми, вкусови, сочност, текстура, сето тоа го крие. Не можеш да го осетиш поради самиот процес е таков. И самото панирање јајце има, и брашно има, и додадени ова тешки суровини на самото месо кој што се реално вишок. Оризот ќе оставам Руфија да даде некои своји научни, да кажам, коментари. Содржината веројатно на амилопектин е поголема, не знам дали сте го измиле. Не. Не. Како што го правам дома, Веројатно поради тоа изгледа така како малку кашест. Ваков принцип, нели, го правиме кога треба рижото да се прави. Малку е кашест, но при тоа внатре не е убаво тоа милозата сварена, крцкава. Надвор е кашеста, внатре е крцка. Тоа може да е дел од на почеток да не биде убаво испрџен, па после Да. Треба убаво да се самото зрно да се затопли на сува тава и после полесно абсорбира вода, бидејќи се отвараат самите пори на оризовото зрно и водата што се става во оризот исто би требало да е топла. Кога работиме со две топли компоненти, побрзо доаѓа до да кажеме готвење на амилозата внатре во јадрото. Таа би требало да постигне над 75 степени и веќе ќе омекне, ќе биде целото зрно идеално сготвено. Тешка одлука, пилешкото е вкусно, не можам да кажам лош коментар, сосот ти е добар. Ќе ни дадете неколку минути да донесеме одлуки и ќе ја повикаме. денес направи пилешки стек похован. Го направив похован, значи јас си го калкулирав времето, па према времето и тоа одлучив да спремам. Не знаев дека ете тој тип на спремање на јадење дека се цени со пониска оценка во однос на останатиот начин на спремање на стек. Ете тоа да го знаев, немаше да го направам похован. Ќе го сварев, ќе му најдев, знам милион начини за спремање стек. Секогаш го спремам дома или печен или варен, овде похован поради времето. Ама добро, беше привкусен, сосот беше неверојатно вкусен. Јас бев презадоволна и од тоа како ми изгледаше порцијата и од вкусот. Ама некои работи не можеме однапред да ги предвидиме. Ете, не го знаев тој момент поховано во однос на другото за оценката. Супер квалитетен предизвик изработен од сите. Ама од сите. Кога би морал веќе да навлезам малку подлабоко и да издвојам, ќе ја поканам да истапи Ана и Дејан. Ќе почнам со Ана. Запамти го ова. Секогаш панираш или доколку одлучиш да панираш, тогаш мора да е тоа некоја панада која што стварно ќе биде најдобрата што сме пробале. Ќе содржи во себе можеби
рендан пармезан, можда ќе бидат самите лебни трошки од твој некој домашен леб, па ќе биде самата смеса од јајце зачинета со нешто, со некои зачински билки. Ова панирање некако го стави пилешкото месо во сенка, не го истакна до максимум. Вкусно беше, сосот беше добар, печурките супер, брокулата, оризот имавме замерки, меѓутоа го почитувам што си го направила, бидејќи е храбро, имаше највеќе компоненти во тањер. Дејан, стекот супер, сосот супер, морковите живи и беше некако, и двете беа вкусни. Меѓутоа, ова се финеси кои што ве издвоја како најслаби. Во ниеден случај не сте од димензијата на лошо јадење, би го дојал со сласт и на Ана и твоето Дејан, со сласт би ги дојал, меѓутоа технички сте инфериорни малку, твоето поради сосот, кој што беше во форма на пудинг на страна, а требаше да биде, рековме, Ана, Дејан, спремете се, одите во елиминација, сакам да сте подготвени. Тоа е тоа. Првиот пат бев понервозна, сега некако го прифаќам моментот. Во тие емисии со елиминација, пак ќе научам нешто ново, така да го чувствувам тоа како предност. Тоа ми е баш како предност, јас и другите 5 што ќе бидеме во таа група, ќе научиме нешто плюс во однос на останатите. Не, уопште. Предизвик. Може да продолжиме. Јас ќе повикам Сара. Стекот, како кај сите, и твојот беше на ниво добар. Може би фалеше малку поголема карамелизација во тава, но внатрешните протеини беа многу добро споени и на пресек беше добар. Мек, вкусен, солен, сосот беше одличен и најмногу што ме купи до сега е сервирањето. Тоа е, се гледа, може би се гледа од една страна, може би нешто се трудиш, но така продолжи. Тоа се бара. Фала ти многу, ти си од оваа епизода најдобра. Фала ви. Јас се дополнам малку само, количината исто на тоа што беше сервирано. Беше многу погодена, избалансирана, баш за еден оброк после кој што нема да чувствуваме никаква тежина. Грашокот исто искористи сезонски производ, многу го почитуваме тоа. Руфија нешто да додадеш? Креативен начин на искористување на тој грашок. Така, во пирени го сервираше. Истиот ја задржи и бојата. И бојата беше хлорофилот задржан, тоа внимаваше. Секоја чест продолжи така, Сара, одиш напред сериозно. Фала ви, се надевам дека и повеќе ќе се покажа во наредните епизоди. Секојаш си правам притисок само на себе да видам што е можно подобро и мислам, тоа ме возбудува. Супер е што се надевам дека ќе се потрудам уште подобро да биде за секоја наредна емисија. Би ги повикала Лидија и Александар, вие сте, да речеме, средина. Вкусно, сочно, се на место, но секогаш има простор за напредување. Александар, количината што ни ја донесе, мислам, За 20 види, како да кажам, не ќе на економијата да размислувам, не сме натаму со емисијата, меѓутоа, после толку јадење, а никој не сака да фрли храна, секој би се мачал да го свари тоа. На место. Значи, внимавајте, дека Што послужи сам како ми пример, кажа, Сара, послужи идеална количина, добро избалансирано, плейтингот беше. плейтингот, Лиде, внимаваш на за разлика во минатите епизоди на количината и зачинето беше, го памтам добро. Да. Така треба да се доработи уште малку. Исто и на количина. Наредна епизода мислам дека би била уште подобра. Денеска сум презадоволна од себе. Да, дојдовме до тој момент, вака се гледа и по мене. Порцијата по мене си беше, јас тие 2 стека и се тоа можем да си го изедам буквално, меѓутоа забелешката ресторански не е така. И тоа беше генерално забелешката најголема во однос на мојот плейтинг, односно моето сервирање. Секогаш мислам дека месото го правам со љубов и овој пат се покажа дека беше
добро сготвено, барем како што кажа шефовите. Сосот беше добар, меѓутоа мислам дека месото беше најдобро. Го пробав и по мој вкус беше и шефовите исто потврдија дека е добро. Сосема задоволен, освен нормално големината на порцијата, што кажав, меѓутоа тоа е ќе го коригирам. Завршивме еден сериозен предизвик. Многу успешно. Секој еден тањир што беше дегустиран беше со ресторански квалитет. Ќе се сложиме со тоа. Веќе имаме сериозни надпреварувачи, веќе имаме надпреварувачи со кои што се гордееме и се надевам дека и вие гледачите имате свој фаворит и дека ќе навивате со нас во следните епизоди. Се одјавуваме, голем поздрав од ДФД Кулинарското училиште, пратете ни понатаму 180 степени телевизија Телма.